Гледате ли Discovery Channel некогаш? Многу ретко, значи немам ни време, ама има една интересна емисија, се вика Mythbusters. Сте гледали некој? Ја дали една-две епизоди и тоа може да не целосно. Но интересни се. Разоткривачи на митови, така наречени, или не знам како да ги наречеме. Емисијата инаку во 2002 значи, година, на почетокот, која почнала да се емитува, носела наслов Бабини, деветини или вистина. Наслов кој што така може подобро одговара на ова наше поднебје. Или па така го превеле, не знам. А подосна го добива својот, значи, сегашен назив и се емитува, интересно, од јануари 2003 и се уште се емитува. Толку е интересна за гледачите. Значи, луѓето разбиваат, разоткриваат разноразни митови кои што постојат во светот. Еве, јас ќе спомнам два, не знам дали тие биле опфатени, значи, во емисијата, не знам, ви кажав самиот дека не ја следев многу. Првиот мит е нојот ја крие својата глава во песок. Сте виделе некојаш вако нешто? Обично нели велат како нојот, главата во песок. И Кобајаги, овој мит е поврзан со Кобајаги ја крие главата во песокот за да се сокрие од својот предатор. Многу глупав ној, ама ова не е вистина. На кој начин, сокривајќи си ја главата во песокот, ќе се сокриете од предаторот, од вашиот непријател. Нојот никогаш не прави вакво нешто. Тоа е само така кажано. Постои како мит. Ако нешто направи за да се спаси од својот непријател, може да се струполи, да падне, да изиграва дека е мртов, за да така се спаси од непријателот. Да. Нојот, емуто, да. Мислам дека емуто дори беше и побрзо. Добро. Значи, ова е мит, значи не е точно. Второ, гром никогаш не удира два пати на исто место. И ова е мит, и ова не е точно. Да. Значи, ако ви удрило еднаш гром во животот, немој да мислите да чекувате дека никогаш повеќе нема да ви удри, значи тоа не е точно. Empire State Building, знаете, во Њујорк, познатата зграда, во неја удира гром по 100 пати годишно. 100 пати. И тоа е еден мит. Еве денес некои слават Божик, Кобајаги Христовото раѓање, и ова е мит, или може да кажеме тежок, или односно добар фалсификат. Бидејќи веќе сме рачунале, знаеме, и брат Данилов вчера нешто спомна, дека ако израчунате, библиски дури може, со мали помагала така историски, така натаму, да видите дека Исус се родил или кон крајот на септември, или почетокот на октомври, пред онаа дождовна сезона, таму долу, пред да започне дождовната сезона. И всушност знаеме дека овој датум потекнува од паганизмот и во суштина се славел како роден ден на сонцето. Но меѓутоа, темата ми е пак во склоп со светата вечера денеска. Ќе скокнеме овој пат, нема да имаме здравствена тема, затоа што не бев нешто арен овие денови и ми требаше одмор повеќе, па затоа не можев да ја спремам темата за одморот, под наслов одмор. Но доека денес мноштвото на христијани, може да кажеме поголемиот дел, затоа што католиците и дел од протестантите го слават овој празник, базиран на мит, ние се насочуваме на еден друг значен момент од Исусовиот живот, а тоа е неговата смрт. Која што и те како е важна за нас христијаните,
Знаете, ако бил роден ден одважен на Исус, тојаш ке Господ ке оставил датум или не знам, некако ке не насочил на тоа, меѓутоа такво нешто не стои во Библијата и затоа и немаме точен ни датум. Но Христовата смрт е како битна. И токму еве и денеска преку светата причест повторно нашите мисли беа насочени кон тој момент. Но еве ќе прочитаме за почеток во Филипјаните 2 глава 8 и 9 стих. Значи ќе имаме за цел ова вечер да ние разоткриеме два мита во христијанството што се поврзани во врска со понизноста, затоа што и самата света причест, знаеме и пред се чинот на понизност е насочен на тоа, на таа една од најголемите христијански величини, како што, мислам, најголемата христијанска величина, така вели Елен Вајт. Филипјаните 2 глава 8 и 9 стих: и откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име. Воочливо е, клучна мисла овде е дека Исус се понизи себе. И тоа какво понизување беше тоа? Да го оставите небото, за кое што добивме некои секвенци, да кажем, преку духот на прошто, преку овие утренски стикови, инаку која се зборува на таа тема, најдобар е оној стих, кој беше се од кој ден, од петокот мислам дека беше стихот, да, дека што око не видело и уво не слушнало и на ум на човекот не му дошло, е тоа Господ припрема, така изгледа небото. Така да, колку сака да размислувајте за небото и животот на небото и се што ќе ви дојде на ум, ништо не е од тоа, според стихот, мислам. Какво ли понизување? Исус го остави небото, стана како еден од нас, значи се отелотвори, стана човек и беше послушен се до смртта на крстот. Неверојатно. Претходните стихови од 5 до 7 вели: имајте ја во себе истата мисла, ни порачува Павле овде. Значи истиот ум, исто размислувајте, кое што беше во Исуса Христа, а што? Кој иеко е во Божие обличје, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога. Туку се лиши сами од себе и зеде обличје на слуга, станувајќи сличен со луѓето, или се понизи сами од себе, во други преводи стои. И навистина Исус беше слуга. Целиот живот негов го покажуваше тоа, па еве ако во контекст на светата вечера, тој беше тој кој што се препаша, ја зеде крпата и им ги изми нозете на учениците. Тој беше во улога на слуга. Како што спомнав, ќе зборуваме за таа најголема христијанска особина понизноста, ќе гледаме да разбиеме два мита поврзани со понизноста, а тоа е прво дека ревноста произведува понизност, а второ дека библиското знаење произведува понизност. Ова се два мита и овие два искази не се точни. Ние по природа сме горделиви. Значи, тоа се двете проблематични карактеристики што ги имаме како луѓе, сите ние се гордост и себичност. Тоа е во кратко описот на една падната човечка природа. И не е туку така едноставно човек да се научи или да ја научи оваа најголема христијанска величина, да стане, да биде понизен. А Исус ни вели преку Павле во Филипјаните, како што читаме, да ја имаме таа мисла, истата мисла, како и него. Тој ни остави пример, тој се понизи. Замислите си, ако Исус не се понизеше, па кој ќе се спасеше од нас? Воопшто немаше да се оствари планот на спасението. Пред да се зафатиме со овие два мита, да видиме првен што ни кажува во неколку кратки стихови Библијата за гордоста, значи спротивноста на понизноста. Еремија 50 глава 31 и 32.
Видите што вели овде? Пророкот Еремија, односно Господ преку него. Еве ме против тебе, горделивецу. Веднаш првиот дел стихот кажува дека Господ застанува и се спротивставува на горделивиот. Говори Господ над воинствата, дојде твојот ден, времето на походот против тебе. Горделивиот ќе се стресе, ќе падне и никој не ќе го дигне. Ќе им потпалам оган на неговите градови и ќе голтнам се наоколу. Јаков 4.6. Вториот дел од стихот. Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Бог застанува против горделивите. Пословици 29-23, неколку стиха од Пословици, знаете, Соломон изобилува со вакви мисли, интересни мудрости негови. Пословици 29-23, гордоста го понижува човекот, а смирениот по дух придобива чест. Видовме во Филипјаните, дека затоа што Исус се понизи, стана како слуга. Слуга, всушност, како еден од нас, Господ го воздигна. Пословици 11.2. Со гордоста доаѓа срамот, а мудростта е во смирените. Пословици 16.18. Гордоста врви пред гибелта и високоумноста пред паѓањето. Че гледаме дека гордоста е наистина смртоносна. Давид вели тамо во еден псалм: фала ти Господи што ме спаси од голем грев. Најлошо е тоа што гордиот човек е слеп за таа негова состојба. Затоа гордоста е опасна, една опасна состојба кај човекот, затоа што едноставно тешко е човек да се согледа самиот себе, па за да дојде до покаяние и да ги изрмни своите односи со Бога или со ближните. Затоа мораме да ја избегнеме по секоја цена и напротив да станеме, да се научиме да бидеме понизни. И сега сме кај митот број 1, ревноста носи понизност. Мнозина денес веруваат во ова истото, значи, ако видите некој верен Божи следбеник, прави големи жртви, редовене на служби и така натаму, можете да се сетите на фарисеите, на евреите воопшто, во нивно време, и жртви пренесували се и толку ревностни биле за Бога, дали тоа ги научило на понизност? Дали тоа ги направило понизни? Ќе видите некој фарисеј како на улица тамо, не знам, покрај некој агол или се моли, оддава некој впечаток на навистина голема побожност. И ќе кажете понизност, меѓутоа воопшто не било така. Во Лука 22-24 читаме, веднаш откако Исус им ја поделил светата причест на учениците, тие се прашувале меѓу себе, што? Лука 22-24. И настана препирка меѓу нив за тоа кој од нив е поголем. Знаете, кога почнали да се прашуват, кога Исус им рекол, еден од вас ќе ме издаде, а кој да не сум јас и настана, вели, препирка меѓу нив, кој од нив е поголем. А тоа се учениците кои што го следеле до тој момент 3,5 години заедно со него биле. Ги жртвувале своите бизниси, ја оставиле својата работа за работувачка, тргнале по него. Речете, видите, мислам, луди биле во очите на некој, како што и нас денес не прават такви. Но дали со тоа заработиле, односно сето тоа произвело кај нив понизност? Гледаме дека не е така. Иако поднале големи жртви, значи, факт е тоа. Во Римјаните 10 глава, 2 и 3 стих, многу убави стихови се однесуваат на евреите. Римјаните 10, 2 и 3, зашто сведочам за нив дека имаат ревност за Бога, но без правилно знаење. Имено не знаејќи што е Божјата правда и секајќи да ја воспостават својата собствена, не и се покорија на Божјата правда. Видите, вие можете да бидете ревни, ама сосема во погрешна насока. Денеска луѓе од ревност кон Бога се разнесуваат
убиваат, уништуваат туги животи и така натаму. Ревноста не е гаранција за понизност. Евреите ревнувале за законот, за храмот, но потоа гледаме дека ги прогонувале христијаните и Христа и го убиле. Тие го убиле. Че не само што таа ревност не произвела, не донела понизност во нивните животи, туку напротив, ги направила многу горди. Тие се фалеле со тоа. Самиот Павле вели тамо исто во Филипјаните 3 глава, ја кога би се фалел, има што да кажам. Евреи над евреите и така натаму и така натаму. Тоа што давам, можеби 10 редовно добри дарови, дури и над тоа што Бог го бара од мене, ако одам и служам на сиромашните, можеби во некоја мисија и така натаму, дали тоа ме прави понизен? Дали тоа значи дека сум понизен? Не. Тоа е само еден мит. Мит број 2. Библиското знаење и личните напори ќе ја направат, понизен. Што значи, ако доволно се изначитам духовни материјали, се изнаслушам проповеди добри и јаки, тоа ќе ме направи понизен. Не е точно така е. Повторно, ако ги погледнем учениците, се изнаслушале прекрасни проповеди, тоа од устата на Исуса, практични проповеди. Може ли некој, има ли некој од нас што ќе каже, добро, сум слушал убава проповед, не знам, го спомнавме Дейвид Ашерик со Зорица, кој го слушал, кој го гледал, не знам, Стивен Бор, сме имале прилика да го гледаме, тоа се врвни проповедници, Даг Бачелор и така натаму, и други, но ниедна од тие проповеди не може да се спореди со оние едноставни Исусови проповеди. Проповедта на гората на блаженствата, 3 глави од Матеј, прекрасна проповед. Сето тоа учениците го слушале, практични, јасни, силни зборови. И дури не само тоа, тамо во Јован на крајот од својата евангелие вели, има и многу други работи кои што, ако требаше сега се да запишеме, ќе требаше цели библиотеки, парафразирам. Дел од тоа ние знаеме, читаме што имале прилика учениците да научат, меѓутоа и тоа не ги направило понизни. Не е тоа доволно за понизност. И Исус таа вечер во горната соба им ги измил нозете, со пример им покажал, и тоа не било доволно повторно да ги скрши нивните срце. Не е само да читаш и не е само да придобиваш знаење, туку тоа треба навистина да стане дел од твојот живот. Сега како да ја срушиме гордост? Не се станува понизен ни, ревноста не гарантира понизност, ниту пак знаењето. Филипјаните 2.5, што читавме, имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа. И видите сега, ќе обрнем внимание на неколку цитати од Елен Вајт. Каде таа не насочува? Како може да се сруши човечката гордост, која што представува толку голем проблем кај секој од нас? Првиот цитат е во петото сведоштво, 17 и 18 оригинална страна. Кога го наблюдувате принцот на животот на крстот, можете ли да негувате себичност? Можете ли да ја попуштате на омразата и одмаздата? Погледнете на оној кој го прободува нашите гревови. Гледајте како слегува чекор по патот на понизноста, за да не издигне толку, понижувајќи се што не можел да оди пониско. И сето тоа за да не спаси нас, кои сме паднале среде гревот. Зошто сме толку рамнодушни, толку студени, толку формални, толку горди, толку самодоволни? Кој од нас верно го следи примерот? Примерот со голема буква се мисли на Исуса. Кој од нас почнал и кој води борба против гордоста на срцето? Кој од нас навистина се бори против себичноста, се доека таа повеќе не пребива во срцето и се открива во животот?
Бог нека ни даде, гледајќи го Христовиот крст и знаците кои го навестуваат приближувањето на страшниот суд, толку длабоко да ги врежеме во своите срца примените поуки, за да станеме попонизни, повеќе да се самоодрекуваме, да бидеме полюбезни едни кон други, помалку себешни, помалку критичари и поподготвени да го носиме товарот едни за други, отколку што сме денес. Како ќе го постигнеме тоа? На што не насочува Елен Вајт? Да гледаме на крстот, да гледаме на тие сцени. Незалудно таа вели дека, скоро имавме опуката, често пати се бунев, пошто одамна сум го читал цитатот, дали беше половина час или 1 час, се сеќавате што стоеше во едно од неодамнешните поуки, колку време секој ден треба да размислуваме за последните сцени од Христовиот живот? 1 час. Дневно, вика, посветете барем 1 час да размислувате за тие последни сцени од неговиот живот. Еве зошто, еве каков ефект има сето тоа. Еве го следниот цитат од Копнежот, 661 страна. Кога го наблюдувате принцот на животот на крстот, повторно, можете ли да негувате, се извинувам, тоа е, скокнав малку, ето тоа е техниката, тоа е претходниот цитат. Додека го примаме лебот и виното, што го представуваат Христовото скршено тело и неговата пролеана крв, во мислите и се придружуваме на сцената на светата вечера во горната соба. Ни се чини дека поминуваме низ градината посветена на предсмртните маки на оној што ги понел гревовите на светот. Стануваме очевидци на борбата што ни донела измирување со Бога. Меѓу нас се издигнува распнатиот Христос. Гледајќи го распнатиот откупител, подобро ја сваќаме големината и значењето на жртвата што ја поднело небесното величество за нас. Барем подобро. Дали целосно ќе можеме да ја сватиме некојаш во вечност. Затоа вели сестра Елен Вајт дека сета вечност ние ќе го проучуваме всушност планот на спасението. Само ова, како да го сватиш сето ова, како да го поимеш всушност, ова понизување, ова што го направил, ова дело што го направил Исус за нас. Пред нас се прославува планот на спасението, а помислата на Голгота во нашето срце буди живи и свети чувства. Во нашето срце и на нашите усни се појавува благодарност кон Бога и јагнето. Во душата што живо си спомнува за сцените од Голгота, не може да вирее горделивост и себичност. Еве ги двата најголеми проблеми. Пак ќе повторам. Во душата што живо си спомнува за сцените од Голгота, не може да вирее горделивост и себичност. Оној кој што го даде животот, даде се. Господ даде се преку Исуса Христа. Размислувајќи, гледајќи ги тие сцени, гајќи ги во нашиот ум, зарем може да вирее горделивост или себичност. Оно што ја наблюдува неспоредливата љубов на Спасителот, ќе се издигне во мислите, ќе го исчисти срцето и ќе го преобрази карактерот. Ќе излезе да биде светлина на светот и од него делумно ќе зрачи оваа чудесна љубов. Колку повеќе го наблюдуваме Христовиот крст, се поцелосно го усвојуваме јазикот на апостолот кој рекол: а јас далеко од тоа да се гордеам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, на кој за мене е распнат светот и јас за светот. Знаете кој го кажал ова? Апостол Павле во Галатјаните 6:14. Толку ја срушил својата гордост што кажал вакви зборови: со ништо друго не можам да се фалам, освен со крстот, со Христа распнатиот. Наблюдувајќи го крстот и тие сцени, всушност дозволуваме да не обзеде таа божествена љубов. Знаете, таа љубов агапе, за која што е запишено се пишува во 1 Коринќаните 13 глава, во 4 стих стои дека долго трпи, е милостива, не завидува, не се фали, не се вообразува. Во таа божествена љубов ја истиснува гордоста. И
уште еден цитат од четврто сведоштво, ово е 259 страна, совет до еден горделив брат. Елен Вајт упатува совет до еден горделив брат, тоа можем да бидам и јас и било кој од нас. Но конкретен случај, горделивоста и духот на самодоверба представуваат за тебе најголема опасност. Драг брато, влијанијата под кои се формирал твојот карактер развија во тебе горделив и властолюбив дух. Тој дух ти несвесно го манифестираш во своето однесување кон членовите на семејството, соседите и сите со кои што се дружиш. За да ги победиш тие лоши навики, мораш будно да стражиш во молитва. Ова треба да го сватиш најсериозно, бидејќи не ти преостанува многу време за тоа. Немој да мислиш дека ти е доволна собствената сила. Само во име на моќниот победник можеш да стекнеш вистинска победа. Во разговор со другите, повеќе задржувај се на Божјата милост, добрина и љубов, отколку на строгоста во судот и казната. Задржувај се што повеќе на неговите ветувања. Со своја сила не можеш да направиш ништо, но во Христова сила можеш да направиш се. Ако ти си во Христа и Христос е во тебе, ти ќе бидеш препороден, обновен и посветен. Ако станете во мене и моите зборови останат во вас, вели Христос, што и да побарате ќе ви се даде. Биди сигурен дека Христос ќе биде во тебе ако во понизност му го предадеш своето срце. Бог ги прифаќа само понизните по срце. Небото е навистина вредно за доживотни и истрени напори. Да, поради тоа е вредно да се остави се на овој свет. Бог ќе ти помогне со задоволство во твоите напори, ако твоите желби и стремежи бидат само во Него. Значи, мислите треба да ги издигнеме кон крстот и да дозволиме да не обзеде таа божествена љубов, Исус во нас и ние во Него, Словото всушност во нас, значи не само знаење, не само да го познаваме Словото, туку да стане дел од нас. Тогаш ќе се истисне гордоста, тогаш ќе го најдеме решението за тој горлив проблем на секој од нас. И како што забележате, и многу молитва исто така потребно тука, борба, како што го советува овој брат сестра Елен Вајт, затоа што гордоста не е мал проблем, ниту пак себичноста. Значи не е решение ниту ревноста, ниту знаењето на Словото, туку многу подлабоко и многу повеќе од тоа. И да прочитам на крајот 6 стика, првите 6 стика од Евреите 12 глава. Еве, тоа е посланието кој што ќе го проучуваме, првото тромесечие од 2022. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Една зборувавме, грев што не сплеткува лесно, тоа може да биде поединечен грев. За мене ова, за вас нешто друго, нешто што вие мана, долги години, може да го правите, значи тешко се справувате со тоа, и тоа е тоа што лесно ве сплеткува, лесно паѓате на таа слаба точка, меѓутоа, ако ја земеме гордоста во прашање, таа е за сите нас грев кој што лесно не сплеткува. И како да трчаме на таа трка? Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Повторно гледајќи на крстот, на распнатиот Исус. Имено размислете за него. Размислувајте, значи, што направи? Тој претрпе, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Ова е решение и за тоа, да не се умориме. Ќе претрпеме и противења, и се, и неслагања, и од семејство, и од блиски, и од роднини, и така натаму, од браќа, сестри, може и од црквата, но гледајте на Исуса, гледајте што тој претрпе за нас, да не станете малодушни. Уште не сте се воспротивили до крв во борбата против гревот. И ја заборавивте опомената која ви зборува вам како на синови: сине мој,
не презирај го Господовото укорување, ниту ослабувај кога те изобличува, зашто Господ го казнува оној кога го љуби и го бие секој син кого што го прима. Борбата не е едноставна, поготово борбата против нашето јас. И може би не сме дошли уште до крв против таа борба. Меѓутоа, мораме, за да се совладаме себе си, нормално со Божја помош, и еве, видовме начини како. Треба почесто. Еве, еден час, ако е еден час, може би ќе биде доволно, како што вели Божиот пророк, сестра Елен Вајт. Но и почесто не е лошо да размислуваме токму на тие сцени. Светата вечера имаме ние од 3 месеци на 3 месеци. И жалосно би било ако тоа се само миговите кои размислуваме. Ние често пати имаме и такви теми, често пати имаме и такви полуки, меѓутоа наистина секој од нас поединечно треба дома да најде време или било каде да размислува токму на тие сцени. Тоа е решението. Да сватиме колкава е таа Божја љубов голема, значи колку е голема и колку е страшен гревот, колку е страшна гордоста каде може да не одведе и како да дозволиме да Господ направи од нас понизни Христови слуги, затоа што тоа е најголемата христијанска величина и само така ќе можеме да влеземе во небесниот Ханан или Едем, како сакате. Дека му е слава нему. Амин. Господи Боже наш, навистина во овој несигурен свет, сигурноста е само во Тебе, само во Христа, нашиот Спасител, кој што се даде себе си за секоја една човечка душа да може да биде спасена. Неизмерно сме Ти благодарни за тоа и навистина мораме почесто да ги занимаваме нашите умови токму со тие сцени, последните сцени од Христовиот живот на земјата пред, значи да биде распнат, затоа што незалудно и самиот кажал кога ќе биде издигнат на крстот, ќе ги привлече сите кон себе. Тој крст има привлечна моќ. Тоа што Христос го стори на крстот навистина е величенствено, за него ќе проучуваме во сета вечност, но и тоа е и средство за да не научи на памет, да сватиме која е стравотијата на гревот, но која е големината на Божјата љубов и понизноста која што Ти си ја покажал, Господи, преку Исуса Христа, давајки го Него за нас, а Тој давајки се себе си за нас, понижувајки се до тој степен да ние не можеме ни да сватиме со нашите умови, а нам ни е тешко да се понизиме буквално за ситници во споредба со тоа што Тој го сторил. Затоа помогне ни да сватиме дека само доаѓањето во црква или самото знаење или ревноста во било кој поглед не е доволно за да тоа произведе понизност кај нас. Треба да го примеме Словото длабоко во срцето, да ја примеме таа Божја љубов, да го стопи тоа наше камено срце, затоа што само на местното срце може да го запишеш, Господи, Твојот закон и да се исполни новиот завет во секој од нас. Стори го тоа, Господи, и Те молиме да не водиш сигурно од победа во победа и од слава во слава во оваа седмица во која што веќе навлеговме, која што и последно од оваа календарска година, и да размислуваме што понатаму, што следната година и како поблизу до Тебе и како посигурно да одиме и да чекориме да го живееме животот со вера. Ти благодариме, Господи, за се што правиш во нашите животи до овој миг и понатаму. Од се срце во Христово име Ти благодариме и Те помоливме. Амин.